Вечерва навистина ми е посебно драго за при отварањето на изложбата која што ја имаме за вечер предвидена, а тоа е изложбата насловена 67 години изложба на меѓународната колонија Копаничарска. Голем е бројот на уметници, копаничари кои што земаат учество во оваа колонија, најмногу од 24 или 25 учесници, со голем број нивни копаничарски дела. Оно што посебно ме радува и ми представува посебно задоволство, ова изложба ќе биде прва во нашите реновирани простории, кои што во текот на овој изминат месец ги реновиравме, почнувајќи со осовременување на осветлувањето на просториите, исто така подното и зидните партии и климатизацијата на самата просторија. Најстарите споменички вредности изработени во Резбра на територијата на Македонија ги наоѓаме во Охрид, каде што живеел и творел големиот македонски и словенски книжевник и просветител Климент Охридски. И не случајно до ден денес зачува неговата скулптура во црквата Свети Климент, изработена во висок релјеф, а која временски му припаѓа на крајот на 13-тиот и почетокот на 14-тиот век. Нема сомневање дека фигуралната пластика во текот на средниот век била вклучена во рамките на византиската уметност, што се однесува на централниот и на југоисточниот дел на Балканскиот полуостров. Неизбежно е да се спомене за резбарството во Теквешијата, во текот на 14 век со значајните и врвни дела на манастирската црква Свети Ѓорѓи Полошки, со најзначајните резбарски дела: голем крст со распетие Христово, полиелеј, двокрилната врата на црквата, двете двокрилни врати од припратата на северниот и западниот дел на игуменскиот стол и две надверија. Невозможно е во оваа прилика, а да не се спомене Петар Филиповиќ Гарката, во контекст на македонските тајфи, кои биле дел од копаничарството кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век. Гарката, преку своите дела, ја покажува својата виртуозност, покажувајќи ја љубовта и посветеноста, огромното уметничко знаење и висок уметнички дострел. Копаничарството во својот развој продолжува со македонските тајфи и центри, кои се дел од специфичната и автоктона македонска резбарска школа. Копаничарството е применета уметност, а според некои занает, на изработка на предмети и резби од дрво. Вредноста на изработките е дотолку поголема колку што е поголем предметот, подлабока резбата и поквалитетно дрвото. Во таа смисла, резбите се изработуваат од тврди дрва, најчесто од орев, и се разликуваат со плитка и длабока резба. Денешниве гости, кои се дел од Сдруженијето на копаничари на Македонија, со својата дарба, љубов и посветеност, меѓу другото имаат и цел за заживување, негување и развивање македонската традиционална уметност. Ова здружение е основано во 1923 година со широка активност на организирање на колонии и изложби, каде се изработуваат и се представуваат со своите уметнички дела, со најразлични мотиви и во сите копаничарски техники. Сдруженијето на копаничари на Македонија има за интенција да се пополни празнината во едукација на копаничарскиот кадар со копаничарски колонии, на тој начин што размената на копаничарските искуства и пренесувања на истите од постари на помлади копаничари, а со презентирање на делата преку изложби и афирмација на копаничарите како од нашата држава, така и од други држави, колониите добиваат меѓународен карактер. Денешнава изложба е збир на резбарски дела од копаничари од повеќе градови на Македонија и истовремено учество со дела од копаничари од Република Србија, со што изложбата има меѓународен карактер. Делата представуваат традиционални македонски мотиви кои се негуваат на нашите простори. Заклучно со денешнава изложба, ова здружение има реализирано 67 изложби, 34 колонии и издадено 26 публикации на списанието за промовирање на копаничарството Копаничар. Со мноштво написи за историјатот, за нивната активност, голем број на практични совети, многу бројни занимливости, легенди како единствено списание за копаничарството на Балканот. Им изразувам голема благодарност на учесниците на изложбата со нивните дела, што ни овозможија запознавање на копаничарските искуства и нивно пренесување од колено на колено.
Учесници на оваа изложба се Веселин Поповски, Злате Крстевски, Јане Крстевски, Тони Размовски, Васко Поповски, Илија Наумовски, Никола Прчков, Горан Костовски од Битола, се сите, Никола Топчиевски Прилеп, Дејан Трајковски Гуштеро Прилеп, Здравко Палески село Свети Митрани, Борис Попев Скопје, Драган Зелениковски Скопје, Живко Атанасов Скопје, Тоде Велјановски Скопје, Кристина Лостова Лости Неготино, Митко Василев и Лилијана Василева Неготино, Горан Бошковски Велес, Велимир Крстевски Кичево, Владо Стојанов Велјановски Кичево, Горан Стојановски Кргуевец, Република Србија, Саша Тодоровиќ Кргуевец, Република Србија и Трајче Трајковски Гевгелија. Добра вечер и добре дојдовте на ова наша 67-ма поред изложба. Нашето здружение инако е формирано 1993 година и обстојува на овие простори, да речеме, еве колку, да израчунаме негде 28 години, така? Значи, посебно задоволство ова година имаме што сме во Кавадарци, имајќи во предвид дека 34-та колонија ја одржавме токму на Тиквешко езеро во прекрасниот манастир Свети Ѓорги Полошки. Сигурно сте биле таму и знаете во каква природа и убавини се наоѓа и за нас беше посебно доживување, за речем. Самото патување со чамецот, со отец Александар ни беше посебно доживување и му благодариме. Инаку здруженијето има намера да го шири ова, да не речам дека е занает, него е уметност, можеби комбинација со занает. Секој како ќе го свати нештото. Инаку овде самите дела говорат за нашата трудолюбивост, нашата работа и посветеност. Бензинска пумпа ДМД Оил.